Ова се трагите по кои тргнавме откако начувме дека дрвократци со коњи и магариња масовно го пустошат шумскиот појас околу Струмица. Не требаше многу да навлеземе во шумата кога не пресретнаа натоварени магариња. На 8 километри од градот ги забележавме и првите соголени шумски површини. Ова место некогаш беше густа шума, а сега има само остатоци од дивото сечење на дрва, како што е ова стебло кое е тази исечено. Недалеку од ова место дрвсаделкаа неколкумина струмичани кои велат дека собираат гранки само за да ја поминат зимата, а не за да продаваат. Своји гранки ако ни дозволат, ако не, пријатно. Нема што да правиме. Добре, има некои што се работи честно и има некои што се збере и за продавање. Во обиколката по опустошените ридови ни помагаат луѓето од комуналното предпријатие кои овде се секој ден, но тешко им оди да ги спречат дивите сечачи. Нашите ингеренции кои се? Само да го инвентирам кој е, да му поднесам пријава и тоа. Они никој пат не прават проверка, ти викат јас морам нешто да живеем, од нешто да живеем и јас. Шума не се штити така. Како се штити? Шума се штити со поголема ангажираност. Ево се случи, ти си сан. Они излезат два троица. Ти секој пат носат ораците, дали секира, дали бички или било што. Ке мавни готово. Значи не бива сам. Треба малце да се зголема луѓството. Попладното заминавме од шумата. Шумарите велат дека утредента повторно ќе дојдат, а ноќта е за дрвократците. По нив шумата ќе осамне со нови оголени површини.